рекламите се враќаме со вестите. Тимот Штипското комунално предпријатие Исари од Злетовица од денеска почнаа со испирање на цевководот кој води до Штипската филтер станица. Започнаа пробните тестирања на водата од хидросистемот Злетовица, кои доколку дадат позитивни резултати, ќе значи дека Штип ќе дистрибуира 150 литри вода во секунда во својот водоснабдителен систем. Динамичниот план подразбира стручен тим од јавното предпријатие Исари Злетовица од денес да вршат испирање на цевководот. Имајќи во предвид дека цевководот од Долни Балван до филтер станицата не е во функција повеќе од 2 години, во текот на денешниот ден започнавме со испирање на цевководот. Динамиката на влез на водата во филтер станицата ќе биде дополнително утврдена во зависност од квалитетот на водата и времето потребно за чистење на цевководот. Површинската вода од хидросистемот Злетовица не влегува во филтер станицата. Во моментов вршиме само испирање на главниот водоснабдителен систем. Истовремено се врши и рестартирање на комплетната технолошка линија, односно постојниот машински оддел. Површинската вода дополнително ќе се испитува. Инаку хидросистемот Злетовица е проектиран за снабдување со вода за пиење на околу 100.000 жители. Во моментот со овие води се снабдуваат Кратово, Пробиш, Штип и Свети Николе, а покрај Штип во иднина ќе треба да се приклучат и општините Карбенци и Лозово. 11 општини од источниот регион во 2018 треба да поделат околу 2 милиони евра. Председателот на Советот на градоначалници од источниот регион Николчо Илиев на денешната седница во Виница забележа градоначалниците треба да размислуваат регионално, доколку истокот сака да се развива и во делот на инфраструктурата, но и во делот на туризмот. 1.800.000 евра тежи колачот кој треба да го поделат 11 општини од источниот регион во 2018 година. Финансискиот план и акциониот план за спроведување на програмата за развој на источниот плански регион беа дел од точките кои денеска се дискутираа на втората редовна седница која се одржа во Виница. 1.800.000 евра, 115 милиони денари. Овде се внесени сите проекти кои што треба да се завршат, како и очекуваните приливи на средства преку Министерството за локална самоуправа, средства кои што ги очекуваме да ги добиеме од програмата за прекогранична соработка со Република Бугарија, проектот кој што го завршуваме, зелени згради за заедничка зелена иднина. Овде влегуваат проектите од Швајцарската агенција за развој и соработка преку програмата за зачување на природата фаза 2. И овде влегуваат средствата кои што ги очекуваме за веќе завршени во крајна фаза планска документација за 22 села во општини од источниот плански регион, од 6 општини, и очекуваме средства кои што ќе ги добиеме од останати донатори. Шансите за развој на регионот ќе бидат поголеми доколку и општините форсираат кон регионален, а не кон индивидуален развој. Проектите кои треба да се финансираат треба да ја решаваат и регионалната инфраструктура, како главна алка за развој на регионалниот туризам, забележа Илиев. Значи, први проекти за кои треба да се залагаме е да ја решиме патната инфраструктура, односно поврзувањето и со соседна Бугарија, како и залагањето за отварање на нов граничен премин или проширување на постоечкиот граничен премин од бугарска страна, бидејќи навистина комуникацијата и луѓето чекаат доста долго. Понатаму, што се однесува до регионалниот економски развој, сметам дека една многу важна компонента е да му дадеме малку поголем акцент на туризмот, кој мислам дека во иднина треба да биде и двигател и движешка сила на овој регион. На денешната седница беше заокружена реализацијата на проектот регулација на речното корито на Виничка река, како прва фаза, а во 2018 година општината според градоначалникот Ивица Димитров ќе добие изработка на документација за термоизолациона фасада на основното училиште Гоце Делчев. Каде отидоа парите на пензионерите од најбогато стана најсиромашно здружение во државата. Актуелниот председател Александар Захариев ги отфрлува обвиненијата на иницијативниот одбор дека дел од парите се уплатени за политичката кампања. Група пензионери на Штипското здружение формира иницијативен одбор и бараат одговор од актуелното раководство. Како здружение најбогато стана најсиромашно во државата, тврди дека 7 милиони денари пари на штипските пензионери се пофрлени на сметка на политичка партија. Најновите сомневања се за тоа дека
се потрошени 7 милиона денари во кампања на политички партии. Нашиот извор зборува дека тие пари се дадени на една политичка партија и веројатно веќе постои кривична пријава за ова. Извршниот одбор и собранието на Сдруженијето на пензионери на Штип и Карбинци не функционира онака како што треба. Распределба за неповратни средства од Сдруженијето на пензионерите за оние лица што имаат мали пензии, истите членови го решаваат на оние лица да се даваат тие неповратни средства што имаат пензија од 25 до 30 илјади денари. Според сегашниот председател на Сдруженијето Александар Захариев, реакциите и обвинувањата биле задоцнати, бидејќи што и да било направено со парите, тоа се случило пред тој да ја преземе функцијата. Вели дека касата на Сдруженијето е празна и дека едва ги покриваат трошоците со 230.000 денари, пари кои секој месец ги добиваат од членарина. Останатите половина милион евра ги проголтал домот за стари лица, за кој не крие дека е дивоградба, но поради истрагата на надлежните не открива повеќе детали. Како се одвивала? Како тоа и тендер е имало, тендер имаше, тендеро, еве ќе ви кажам и цифра, беше тендеро е 24.995. После другиот ден у тендеро 30 милиона. Шо е, како е, зашо е срушена салата и тоа со кое одобрење, тоа не можам да ви кажам. Председателот на Штипското пензионерско здружение Захариев тврди дека не работи незаконски. Според него се било транспарентно зашто се повика и на контролите од полицијата и УЈП кои не откриле неправилности. Сепак по нова година Централниот пензионерски клуб во Штип ќе биде пломбиран од УЈП. Штипскиот градоначалник Благој Бочварски денеска изврши увид во градежните работи на локалниот пат кон селата Кошево и Почивало, а воедно на учениците од селото Шашаварлија им подари новогодишни пакетчиња. Во тек е изградбата на локалниот пат од селото Шашаварлија до селата Кошево и Почивало. Градоначалникот Благој Бочварски денеска изврши увид во градежните работи. Локалниот пат во должина од 1 километар се гради според сите стандарди. Вкупната инвестициона вредност на проектот по најповолната понуда изнесува околу 6 милиони денари. Градежните зафати започнаа овој месец, а временската рамка за завршување на работите е околу 40 дена, доколку тоа го дозволат временските услови. Како градоначалник на општина Штип, настојувам во своето работење подеднакво да ги застапувам интересите и на населението од руралните средини. Бочварски забележа дека како локална власт и наредната година ќе инвестираат во подобрување на инфраструктурата во руралните средини, со цел жителите да ги имаат сите услови за екзистенција. Штипскиот градоначалник денеска ги посети и учениците во селото Шашаварлија, каде што по повод новогодишните празници им подари новогодишни пакетчиња. Тоа е едно големо задоволство денеска градоначалникот, тој гест е убав за дечињата и за нас. Во оваа подрачно училиште учат 13 дечиња од прво до пето оделение. Наставата се одвива на турски јазик. Новогодишен базар на градскиот плоштад во организација на општина Штип. Тридневна манифестација насловена како новогодишна бајка за штипјани и посетителите ќе понуди продажба на рачно изработени новогодишни украси, музика, ќе има и штандови за чај и вино за гостите. Малку поинаков предновогодишен амбиент за предстојните празници оваа година понуди општина Штип. Од вечерва до четврток, градот ќе живее во знакот на новогодишна бајка, манифестација на која посетителите ќе имаат можност да купат рачно изработени празнични декорации, да се напијат чај или вино и секако да уживаат во прекрасна музика. Ќе понудиме забава за сите возрастни групи, од најмалите до повозрастните. На поставените штандови кои се зад нас, ќе им се понуди на граѓаните чај, кафе, греано вино, производи и ракотворби од локални стопанственици. Но не само ова, новогодишниот базар во Штип ќе има и хуманитарен карактер. Исто така, оваа бајка ќе има и хуманитарен карактер
и за таа цел ќе биде поставена кутија за донации за нашиот мал борец Бојан Тасев. Оваа манифестација ќе изобилува со богата културно-уметничка програма. На сцената на плоштадот Слобода ќе настапат познати музички имиња, балетски студија на модерен танц, градскиот дувачки оркестар. Дел од годинашното новогодишно дружење ќе бидат и учениците од сите основни училишта во градот, како и дечината од детската градинка Вера Циревири Трена. Сдруженијето на пензионери Штип заедно со Дедо Мраз на децата од градинката Вера Циревири Трена им подарија новогодишни пакетчиња. Во веселиот амбиент беше и градоначалникот на Штип Благој Бочварски. Денес ние славиме, ризма ги правиме, весело ги пееме, дојди дедот нас. Најпрво ќе украсиме елката. Честитки ќе направиме на другарчињата, ќе си ги подариме. Во просториите на Сдруженијето на пензионери Штип денес весел предновогодишен амбиент. Дедо Мраз на децата од градинката Вера Циревири Трена им делеше новогодишни пакетчиња кои пензионерите ги обезбедија за нивните внуци. Организиравме да ги дечињата малку повише удостоиме и да ги пожелиме среќа и радост во новата 2018 година. Пред пензионерите, децата од градинката Вера Циревири Трена се представија со новогодишната представа. По повод престојните новогодишни божикни празници речевме да го разубавиме денот на пензионерите, бидејќи тие најмногу се радуваат на нашите мали. Приготвивме дел од новогодишната приредба која што дававме во нашата градинка со песна и со игра. Се надевавме дека беа среќни нашите деца уживаат. Секако кога Дедо Мраз е присутен, децата се најсреќни и си посакуваат и новогодишни желби. Песната неизбежна. Дедо Мраз ми донесе пакетче. Сакам да питам принцеза, ли пак убава и добра била. Децата ме сака да имат волшебна сила. Додека го чекаме добро Дедо Мраз, од далекиот пат, од Лапонија, ајде сите заедно да го пречекаме со песка. Со санка голема и елени во брег, пристигува тој, а надвор паѓа снег. Седуки на банда, а децата во санка, сите гласно пеате, градот возвестија, гордиња, гордиња, звонот зборува. Ракометниот клуб Текстилец ја одржа традиционалната манифестација Средба на генерациите, единствена од ваков вид во град Штип и во Македонија. Масовноста на ракометари од сите периоди на историјата на Текстилец и ревијалните надпревари со главна одлика на оваа ракометна дружба. Традиционално раководството на ракометниот клуб Текстилец во Штип крајот на календарската година го одбележува со манифестација Средба на генерациите, која годинава се одржува по 21 пат. Ракометари скоро сите периоди од историјата на Текстилец на едно место и во исто време во своја спорски храм салата на основното училиште Тош Арсов се собираат да се видат, да продискутираат, да евоцираат спомени и ревијално да се одберат силите. Масовноста е главна одлика која ја краси оваа специфична ракометна манифестација. Тука сме од пионери до пензионери, значи дечките што гледате позади нас, и оние што се во рангот на ненадпреварувачи, кои што моментално сега играт, па после ние, нашата генерација ветерани, со пионерите најверојатно ќе се судриме, и останатите, колку сега ќе се собереме, ама сигурно што едно 3-4 екипи може би има. Тука ни се и доајените, пензионерите во тоа смисла на зборот, гледате тука се дојдени, ќе имате прилика и со нив да се видите, кои што исто така не оставаат ниту една година и они да не бидат дел од оваа свеченост и се надеваме дека ќе ја тераме и натаму дека можеме. Вообичаен декор на оваа манифестација е присуството на голем број ракометни легенди, од кои во оваа прилика ќе ги споменеме највозрастите Никола Спарихов и Венко Приречански. Со својот пример на лично присуство, со драгоценните совети и ракометни беседи, се вистинска атракција за помладите ракометари.
Младите нови регионални средби има што да видат и да научат од атрактивните потежи на повозрастните, а пак тие достоинствено може да се гордеат од насилноста и интересот на младите кон ракометната игра. И последната информација од спортот. Во организација на Пингпонкарската федерација на Македонија, во Скопје се одржа традиционалниот меѓународен турнир Samsung 2017, на кој се прикажаа добри партии со одлична посетеност. Во одлична атмосфера со добра посетеност во Скопје се одржа меѓународниот турнир Samsung 2017, на кој настапија на добрите пингпонгари од Македонија и од соседните земји. Конкуренцијата беше силна, беа прикажани одлични партии, со што се покажа дека ова е еден од најсилните турнири организирани кај нас во последно време. Првото место на турнирот го освои Стефан Костадиновиќ од Спартак Суботица, втор беше Илија Мајсторовиќ, трет беше Алекса Адамовиќ, а четвртото место му припадна на Драган Клајич, сите тројца од Банат Зренјанин и првопласираните добија телефон од палетата на Samsung. Од македонските представници најдобри резултати постигнаа Кристијан Станојковски и Петар Костовски, кои се пласираа меѓу првите 8. Инаку, колку за посетување, штипјанецот Петар Костовски минатата година го освои третото место. Тоа беше се што ви подготвивме во овие вести на Ирис телевизија. Пријатно!